Гнездото на дури 77 цркви, свиено во пазувите на славните Маркови кули, средновековен Варош, доследно на многовековната традиција, денеска го слави Источен петок Балаклија. Овој празник меѓу варошани попознат и како Голем петок, кој е и слава на познатото светилиште, манастирот Свети Архангел Михаил, има огромно духовно значење за верниците, па тие во текот на целиот ден доаѓаат тука да се помолат за здравје, но и да наполнат од светата манастирска вода, за која се верува дека е лековита. Неколку години наназад идиме да запалиме свеќа, да се помолиме за здравје на Богоројчичка, мајчичка, да ни биде на помош на сите. Како Голем петок, го сметат дека денеска сите болни оздравуваат на овој ден, па и ние дојдовме да запалиме свеќа за здравје, за фамилијата и така. Многу е вековна и треба да продолжи, преубаво е. Викаат дека е лековита во водата, да се напија човек однезе и многу значаен празник за Прилеп. Го само напред. Немаме поддршка од политичарите, барем од Господ. Варошани се особено горди на ова нивно, но и национално културно богатство. Со носталгија се сеќаваат на старите времиња, кога токму тука се одржувале најголемите панаѓури, а тупотот на тапаните и писокот на зурлите се слушал дури до Белото море. Овде ја знам ко дете, ова Дабојч се викаше местото, бунар имаше и дрвото, дрвото уште стои. Се сеќавам со родителите сум идела исто со јадење, па тапани, па песни, па сето то. Убава традиција и треба да продолжи. Побор го има овде игранки, тапани, сурли, народ играја. Сега има многу народ, ама тие тапани ги нема. Не знам зошто. Дали треба оваа традиција? Прв петок после Воскресението Христово, меѓу народот познат како Источен петок или Балаклија. Овде врие како во кошница. Реки од верници се упатуваат кон манастирот Свети Архангел и Михаил овде во средновековен Варош. Со цел зачувување на оваа култна слава, како заштитено културно добро, уште во 2011 година Институтот за старословенска култура до Министерството за култура поднесе елаборат за прогласување на Голем петок за македонско нематеријално културно богатство. Меѓутоа, и по 12 години од тогаш, според етнологот доктор Ели Милошевска Луческа, која е и автор на овој труд, досега ништо не било сторено, што било голема штета. Инаку, за денешната слава, сите варошани подготвуваат традиционална мрсна трпеза, а нивните домови ширум се отворени за сите добронамерници.